И официјално Брегалница го избра новиот стручен штаб. За нов шеф на стручниот штаб на сините е именуван Емил Грнев. Се надевам дека со моите најблиски соработници ќе успееме да го стабилизираме клубот на едно повисоко ниво. Припремите веќе се закажани за 16 јануари, почетокот е закажан за 16 јануари и се надеваме дека ќе у договор со раководството дека ќе обезбедиме и припреми надвор од градот. Игор Стојанов по отсуство од една година повторно се враќа во Брегалница како прв помошник. Тој најави подмладување на клубот. Приоритет ќе ни бидат помладите играчи што се во Штип, значи еве ќе се даде една голема прилика и можност да ги покажат своите квалитети и едноставно од нивна страна треба тоа да го искористат. Значи тој чекор ќе биде еден вид селекција за понатамошниот развој на фудбалскиот клуб Брегалница. Тренерската палка на голманите е во рацете на Александар Митрев. Јас лично од моје име може да обекам дека честно ќе се работиме, поштено и мислам дека резултатите нема да изостанат. Новото раководство веќе започна со преговорите за играчи. Договор со стручен штаб веќе разговаравме со неколку играчи за потенцијални засилувања на Брегалница. Има расположение од двете страни, значи ние сигурно ќе ангажираме 4 до 5 квалитетни играчи кои стварно ќе допринесат за нашиот клуб да биде на едно ново повисоко ниво. Во интерес на играчите и на клубот не би сакал да шпекулирам сега со имија, се додека не биде конечниот одговор, односно се додека не бидат ангажирани во нашиот клуб. Од денеска започна и реконструкцијата на помошните терени. Уште од денеска е почнува да се реконструира, значи ќе се обезбеди одличен терен за тренинг и разговараме со некои спонзори, значи во другиот дел позади трибината што е тоа помошно игралиште, да се постави вештачка трева за младите категории да ги имаат сите услови и да очекуваме од тренерите да имаат услови за работа. Враќањето на Брегалница во колосек е тежок процес, со оглед на тоа дека клубот освен што се соочуваше со кадровска криза, се соочува и со големи технички проблеми. Теренот на стадионот, кој до пред неколку месеци важеше за еден од најдобрите во Македонија, сега е во многу лоша состојба, а и реконструкцијата на трибините не е довршена. Па на новото раководство му предстои голема битка за враќање на штипскиот клуб онаму каде што му е местото, во врвот на македонскиот фудбал.